Новата година од секогаш ги буди неискрените чувства и очекувања кај секој од нас. Затоа сите ние со нетрпение очекуваме старото што побргу да помине, за новото да дојде и со себе да донесе нова надеж. Надеж дека во годината што доаѓа ќе има здравје, ќе шириме љубов и милост, ќе живееме во радост и во среќа. Надеж дека таа радост ќе можеме да ја споделиме со нашите ближни, вели во новогодишното обраќање председателот Ѓорги Иванов. Премиерот Никола Груевски во новогодишното обраќање нагласи дека изборите во април ќе бидат фер и демократски, а сите, нагласи, треба да направиме тоа да биде така. Опозицијата да се придржува кон превземените обврски. На народот, вели, му е прекуглава од конфликтности и судири. Додаде премиерот Груевски. Навраќајќи се на годината која изминува, Груевски посочи дека 8 загинати полицајци оваа година во Куманово се хероите кои Македонија ќе ги памети вечно. Премиерот Никола Груевски во своето обраќање се надоврзе и на економијата. Подсети на ветувањето за бројот на странските инвестиции за 2015 година, број што беше надминат, а во предвечерието на 2016 година најавува најмалку 35 нови странски инвестиции. Заменик министерот за внатрешни работи Митко Чавков денеска оцени дека министерот Оливер Спасовски вчера извршил сериозен упат и прекршување на законите, разрешувајќи 5 началници. Тој додаде дека по направените анализи е утврдено дека Спасовски воопшто не навел на кои места ги прераспоредува разрешените началници, а решенијата не содржат причини поради кои се врши разрешувањето. Според Чавков, спротивно на законот е извршено и унапредување на 11 лица во МВР, меѓу кои и сопругот на министерката за труд и социјална политика, кој е унапреден за 4 нивоа. Скандалот да биде поголем, Оливер Спасовски унапреди и лице кое очекува правосилна пресуда, а со првостепената е осудено на казна затвор од 3 години за предметот шпиун, посочи заменик министерот за внатрешни работи Чавков. Германскиот канцелар Ангела Меркел во новогодишната порака ги повика германците да гледаат можност за иднината во врска со рекордниот прилив на бегалци во државата. Годинава што изминува државата прими повеќе од милион азиланти и беше полна со предизвици, наведува Меркел. Таа ги предупредува граѓаните дека следува уште еден проблем, но дека сето тоа на крај ќе се исплати за државата бидејќи земјите секогаш имале корист од успешните имиграции, економски и социјално. Сепак, од клучно значење е да не ги следиме оние кои студено или дури и со омраза укажуваат што значи да се биде германец или настојуваат да ги исклучат другите, посочи германскиот канцелар Ангела Меркел.